Европската унија со нетрпение очекува формирање на нова влада во Македонија, а одлуката каква влада или коалиција ќе се формира е на политичките партии, изјави евроамбасадорот Самуел Жбогар. Тој ја најави посетата на еврокомесарот Јоханес Хан, кој освен на министерската средба за енергетика за Западен Балкан, ќе има и билатерални средби со политичките лидери. Судскиот процес против Владимир Панчевски, екс-председател на Кривичниот суд, повторно е одложен. На рочиштето се појави одбраната, но не и Панчевски, кој е обвинет за мобинг од Горан Стаменковски, вработен во Оделението за човечки ресурси. Според тужбата, Панчевски по долг временски период го прераспоредувал Стаменковски на други работни позиции и го казнувал. 8 француски медиуми, на кои ќе им се придружат германски и холандски колеги, одлучија да соработуваат со Facebook за да го редуцираат бранот лажни вести. Оваа платформа им дозволува на корисниците да ја следат веста се до нејзиниот извор и ако сметаат дека е лажна да ја пренесат на платформата. Медиумите кои учествуваат во проектот потоа можат да ја проверат веста.